пирамида висока 666 метра, која што се наоѓа во Централна Македонија и представува сама по себе еден неверојатен споменик дали на природата, дали на луѓе. Меѓутоа, незината положба, незиниот изглед, незината совршена симетрија укажуваат на тоа дека ова е пирамида што ја става Македонија во редот на земји кои што имале многу стара цивилизација која што ги градела овие објекти. Погледнете ја само оваа пирамида и замислете го незиниот потенцијал, како историски, така и туристички. А ова е уште едно чудо на Македонија, чудо на светот. Се работи за ѕид кој што е, верувале или не, долг 10 километри, а висок 12 метра. Овој ѕид е изграден од варовнички карпи или од варовник на место на кое што нема варовник, што докажува дека е направен исто така од некоја претходна цивилизација и исто така представува едно од светските чуда и чудата кои што ги има во Македонија. Погледнете го само овој ѕид. Видете колку е мистичен, сигурно многу стар и сигурно крие многу тајни и шири многу убава енергија. Ѕидот е наречен од мештаните и редени камења, што укажува на тоа дека некој некогаш ги наредил овие камења во форма на ѕид. Ова е, според мене, најголемото чудо во Македонија, покрај многуте чудеса кои што ги има, а кои што ви ги покажувам во оваа видео. Постои легенда за овој ѕид, кој што исто така и наречен и ѓаволски ѕид, меѓутоа сличен оваков ձид има во Германија и во Америка и истата наводна легенда се раскажува и во Германија и во Америка, односно за клатба меѓу Господ и ѓаволот, и овие структури и во Германија, и во Америка, и во Македонија го носат името ѓаволски ձид, што не е точно. Ова е редени камења и тоа е фабрикувана наводна легенда за да ги одврати луѓето од вистината. Нема логика на 3 различни континенти да има иста легенда. А кога сме кај легендите, ова место го ставам во едно исто така од чудесата во Македонија. Ова е камен гуштер, направен од едно огромно парче карпа, прекриено со кади, кои што се прелеваат една од друга или служат за собирање дожд. А ова е уште едно чудо во Македонија. Тоа е место полно со округли камења, расфрлани во подножјето на еден рид. Видете ги, овие камења имаат совршена сферна форма и стојат така расфрлани насекаде и представуваат чудо во Македонија. А ова е неверојатната свинга или мома, или символот за бесконечност. Значи мома, мамо, мамо, мома. Тоа цело време продолжува така и ова е еден споменик на тоа бесконечност. А ова би можело да бидат блоковите од кои што се изградени тие пирамиди, кои што ги има низ Македонија и представува исто така интересно чудо од Македонија. А ова е исто така нешто неверојатно што го има само кај нас. Ова е град кој што се наоѓа на врв на планина на скоро 1500 метри надморска височина, се наоѓа на врвот висока и е град кој што е изграден со неверојатна прецизност, со огромни камени блокови и град кој што јас не верувам дека денеска можеме да го изградиме. Но интересно за овој град не се само неговите огромни камени блокови од кои што е направен,
Еве видете само споредба овој камен што го гледате е сигурно 2 метра долг, висок 1 метро, што го прави огромен и многу тежок да се качи на врв на планина. Еве споредете го со мене и видете ги колкави се овие блокови со кој што е опашан целиот врв Висока или од кој што е изграден овој неверојатен град. Но најинтересното се овие метални алки кои што се наоѓаат на карпите над градот. Би можел цел ден да зборувам за овие наши чуда. Би можел да ви представам уште десетина, меѓутоа видеото би било многу долго. Поентата ми е само да дадам светлост на овие работи, светлост на овие чуда кои што ги имаме кај нас и секако желба и мотив тие да се развијат и да допринесат за развој на нашата Македонија, како туристички, така духовно, а воедно и да ги зачуваме овие места од распаѓање, затоа што повеќето места кои што ги снимам, верувале или не, се пред распаѓање. Голем дел се уништени. Токму тоа и ми беше поводот за да почнам да ги снимам овие места. Јас кога влегов во оваа приказна, во истражувањето на нашата древна историја, пред околу 20 години, местата изгледаа различни и постоја и места кои што се целосно уништени. Имаше една пештера која што влезот на пештерата беше направен од камења, односно имаше полукружен свод на самиот влез. За жал тој свод падна, но ако стоеше тој камен свод, ќе и дадеше друга димензија на пештерата. Меѓутоа, сваќате која ми е поентата и сваќате зашто зборувам, за тоа дека треба конечно да почнеме да си ги чуваме нашите работи, достојно да ги промовираме и секако да ја откриеме нивната цел и кој стои за нивната изградба. Сето ова, ако го спакуваме во еден пакет, ќе направи Македонија многу интересна земја за посета и ќе ја стави на светската карта, затоа што оние кои што ги изградиле тие работи, дали се тоа наши предци, дали е тоа некоја цивилизација која што постоела на овие простори многу порано, не е важно, едноставно го заслужуваат тоа и сите овие места заслужуваат да бидат ставени на светската карта. Толку за тие места, се трудам да давам светлина колку што можам, а вас на сите ви благодарам што ме поддржувате на тој мој пат. Јас ќе продолжам да истражувам енергетски места како во Македонија, така на Балканот, доколку ви се допаѓа тоа што го снимам, начинот на кој што размислувам и слично, поддржете ме. Можете да се претплатите на каналот Сонцогор, тоа е бесплатно. Можете да станете членови и со некоја символична месечна претплата да ме поддржите мене, мојот канал и сето она што го работам. А јас за тоа што го правевте до сега и што сигурно ќе го правите во иднина, ви благодарам од срце, ви го посакувам секое добро и се надевам дека мојот апел и моите зборови ќе се прошират и ќе стигнат таму кај што треба и ќе има ефект од цела моја работа. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.